Пулмонална хипертензија или висок притисок во крвните садови во белите дробови е ретка, но сериозна болест што во Македонија се уште тешко се диагностицира. Пациентите кои ја имаат, свесни се за последиците што можат да настанат, па формирале свое здружение чија основна цел е подигање на јавната свест и меѓу граѓаните, но и меѓу медицинските лица. Иницијативата за формирање на Асоциацијата за пулмонална хипертензија Момент Плюс потекнала од пациентка од Гевгелија, каде што е и седиштето на организацијата. Во овој осумаголник разговараме со благородна оправа за работењето на асоциацијата и досегашните препреки и искушенија со кои се среќаваат луѓето болни од пулмонална хипертензија. Оправа од кога започна да делува здруженијето? Здруженијето се формира пред неколку месеци. Иницијативата беше тоа што се диагностицира еден пациент со пулмонална хипертензија и беше проблем снабдувањето на лекови. Така, низ интернет, Фейсбук и другите социјални мрежи, председателката, основачот на оваа асоциација, која е во главно и пациентот, се обиде да контактира со пациенти кои се болни од истата болест, затоа што немавме информација дека во Македонија има друг таков пациент. Ова е многу ретка болест и така со контактите преку Фейсбук видовме дека и не е така ретка, дека е голем бројот, а исто така добивме информација дека е и смртоносна болест. Едно објаснување зошто досега не била толку позната во јавноста? Дали причината е што се мешала со други болести симптомите или пак немало информации? Немало воопшто информации ни во општата популација, а најтрагично е тоа што по докторската фела, односно медицинската фела, има многу малку информирано дека постои воопшто оваа болест. Не постои, но многу малку лекари се информирани за диагностицирање на оваа болест и најчесто се третира како астма, понекогаш и како некое психичко заболување. Без соодветен третман, без соодветна диагностика, невозможен е животот на пациентите со оваа болест. Затоа, главните цели и задачи на оваа здружение се афирмирање на јавноста дека воопшто постои таква болест, која што многу често се случува да биде диагностицирана со друга, да не биде соодветно третирана, да се отворат ПХ центри, односно центри во кои ќе работат едуцирани лекари, вклучувајќи ги и пациентите, кои ќе помогнат да се афирмира сето ова, рана диагноза, превенција, рана диагноза и соодветен третман. Со оглед што сте формирале здружение на граѓани кое што на некој начин ќе подига и јавната свест на населението во државата, имате ли сознание колку е расширена болест во Македонија? Статистички податоци не постојат, но со контактите што ги воспоставивме преку лекарите, значи лекарите кои ни ги дадоа диагностицираните пациенти, имаме бројка од 5. Но, за жал, ние мислиме дека овие 5 не се само 5, баш од причина што не се диагностицира како што треба оваа болест. Мислиме дека ако се промовира, ако се едуцираат лекарите во диагностицирање на ова или упатување, ако не диагностицирање, да бидат информирани дека постои оваа болест, да ги препратуваат пациентите на испитување за оваа болест, мислиме дека бројката ќе биде многу поголема, затоа што многу често се случувало да умре бебе од загушување или возрастен човек и да не се знае која е точната причина. Пулмонална хипертензија, тоа значи дека не станува збор за заболување на белите дробови, туку на крвните садови. На крвните садови, значи пулмонална хипертензија е стеснување на артериските крвни садови во белите дробови, така што срцето се мачи да испумпа крв во белите дробови. При ненавремено диагностицирање и третман, со текот на времето доаѓа до срцева слабост.
срцева слабост, оштетување на срцето, а и смрт. Ако се е подолг временскиот период кога не се третира како што треба, настапува смрт. Има ли возрастна граница? Со оглед дека вие не сте лекари, морам да кажам. Да, од искуствата и од примерите од пациенти и овде и надвор не бира ни по возраст, ни по име. Значи може да биде идиопатска, односно да нема доказен причинител зашто настанала, може да настане како секундарно од вродени срцени аномалии, може да настане како последица од друга болест, како што е ХИВ, сидата или други кардиолошки пореметувања или кардиолошки болести, не бира. Нашата председателка пациентот беше диагностицирана на 32 годишна возраст без познат причинител. Значи до 32 години здрава, нормално функционираше, 32 години беше диагностицирана со идиопатска пулмонална хипертензија. Велам, не сте медицински лица во Сдруженијето, предпоставувам дека немате лица кои што се експерти. Имаме доктори кои се членови, да. Меѓутоа, она што вие го имате како сознание, веројатно го имате добиено од интерес што самите го пројавивте. Собствената мака ветера да истражувате, да барате информации, да барате како тоа се спроведува во Европа, а како е кај нас. Сознание, рековте, меѓу медицинската фела во Македонија многу малку има. Во кардиологија има луѓе што ја знаат болеста, диагностицирана е, значи од тие лекари, но тоа е многу мал број на лекари што... Општите лекари немаат? Општите лекари немаат познавања и тоа ни е целта, да ги формираме и општите матични лекари дека постои таква болест при овие симптоми што се слични и на астмата и на психичките заболувања, да ако не повеќе го насочат пациентот да оде да изврши испитувања, па ако не е тоа да се исклучи. Но ако е пулмонална хипертензија, тогаш се бара соодветен третман. Што се првичните симптоми што ја одделуваат? Симптоми се апнеа, односно отежнато дишење, тахикардии, несвестица, замор и при најлесни физички активности. Збориме за пешачење, за качување по скали, се чувствува огромен замор. Тоа се и симптоми за астма. Значи, има недостаток на кислород во организмот, првиот орган кој ни трпи за недостатокот на организам е мозокот и се доаѓа и до појава и на несвестица. Тоа се првичните. Потоа се бара диагностички пристап, има протоколи, си го знаат тоа докторите, се врши одредени диагностички постапки, за да се утврди ехокардиографија прво се прави, тоа се оди на катетеризација и тоа се медицинскиот диагностички дел од третманот, каде што и се од диагностичката постапка, каде што се утврдува и третманот каков ќе. Нелекувањето на болеста веројатно доведува до смрт. Лоши последици. Да, доведува смрт. Проблемот е тоа што лекот е многу специфичен, тоа е силденафил или народски кажано Виагра. Кај нас прво и основно е проблемот што болеста не е регистрирана како болест. Значи овие луѓе не постојат како пациенти во Република Македонија. Ги нема. Тоа се 5 луѓе болни со ПХ, досега познати за нас, за нашата асоциација, кои ги нема во регистарот за ретки болести. Значи мора прво да се регистрира болеста, па да се регистрира лекот, дека не е само за ерективна дисфункција, туку е лек за пулмонална хипертензија. Со оглед што овој лек, условно речено, Виаграта е прилично скап, тоа значи дека представува трошок за лекување на лицата за болење. Трошоци некои 500 евра месечно, доживотно. Значи оваа болест не е потенцирав, не се лечи, туку се третира, исто како диабетот, како што е инсулинот за диабетичари, така е Виаграта или
силденафилот за пациентите со пулмонална хипертензија, но сепак, значи, тие се и нивниот статус е со траен инвалидитет, тие се работонеспособни, но на која основа ќе бараат инвалидска пензија кога не се не регистрирани како болни? Тоа е проблем. Значи, целта е да се обезбедат овие лекови кои ќе го на некој начин нормализират животот, квалитетот на животот на пациентите, ќе го подобрат, па да си продолжат да живеат со болест или без болест, исто како диабетичарите. Има ли замена за Виаграта, некој сличен лек? Има, генеричкото име е силденафил, но постои во светот за да се заштитат од злоупотреба на Виаграта, зашто бизнес и интереси се јавуваат, многу големи злоупотреби се јавувале, го преименуваат лекот во Реватио, во која активна компонента е силденафилот, но има и други компоненти кои ги неутрализираат негативните влијанија на лекот и исто така и се заштитува државата од злоупотреба на Виаграта. Реватијата си е регистриран лек за пулмонална хипертензија и самиот изглед не е ист како Виаграта. Знаеме, Виаграта е форма на диамантче, пакување во една таблета во една лента, а тука се баш како третман, медикамент во лента, 15-20 таблетички, и што изгледаат и сите други медикаменти во фармацијата. Сега од стручниот дел кој што го зборуваме во овој дел од разговорот би прешол на активноста на здруженијето кој што вие го формиравте, рековте пред неколку месеци. Значи ли дека е прво во Македонија? Нема така? Македонија, да. Прво и единствено и е со државен карактер, значи ги покриваме сите пациентите. Ни се од Скопје, од Битола, од Велес. Успевате да ги информирате луѓето, како оди информирањето до сега? Информирањето на пациентите за нашите активности го вршиме директно. Значи, контактираме директно, веќе некои не научиле, сами бараат помош како, што, на која клиника да се обратиме, со кој да се консултираме. А за пошироката јавност имавме некои активности при основањето на асоциацијата, викнавме медиуми, не покрија медиумски, бевме во националната телевизија повикани, каде што беше отворено оваа прашање, се со цел да се информира јавноста дека постои оваа болест, да се подигне свеста, дека не е само забрзано дишење или замор, астма или психичко расстройство или белодробно заболување, некогаш постои многу поголема опасност по животот од обични симптоми, да се информира стручната фела дека постои оваа болест, да се агитира, да се обезбедат стручни лица, да се диагностицира навремено оваа болест, да се создадат тие ПХ центри кои ќе им помогнат и пред се да се обезбеди третман на овие луѓе, зашто им е неопходен за живот, а е премногу скап за наши стандарди. Овие ПХ центри би биле во рамки на општите болници во градовите, како ги израствувате? Да, нека е еден во цела Македонија, ама да биде специализиран. Да, доктори кои се имаат специализација, може не постои тука кај нас специализација, до едукација, било што ќе бидат информирани максимално за оваа болест, не само и од медикаментозна гледна точка, туку и од психолошка. Зашто знаете како е, кога еден човек ќе се судри со ретка и тешка болест, понекогаш не него многу често е битна и психолошката поддршка. Да се видиме дека не сме сами, не сме едини на овој свет, дека има и други луѓе со вакви проблеми, размена на искуство, размена на тоа како симптомите се доживуваат, како се надминуваат. Во некои моменти е тоа многу побитно. Сето тоа да се систематизира во тој центар и сите тие информации да се диспанзираат низ
и болниците и граѓаните преку тој центар. Контакти со надлежните институции во државата веќе имате веројатно? Воспоставени се, да, се работи на тоа, се надеваме на позитивен исход. Нашето ние си го сработивме, што се однесува на институциите. Продолжуваме понатаму. 5 мај е ден на пулмоналната хипертензија. Ќе имаме активности за повторно афирмирање на пошироката јавност, повторно и доктори. И мора да бидете во континуитет, зашто се една активност се случува и завршува. Континуитетот мора да се задржи за да се свати сериозно оваа работа. Сдруженијата на граѓани обично кубурат со пари, финансиска поддршка немате веројатно многу голема, меѓутоа од асоциацијата на Европската заедница за пулмонална хипертензија има поддршка, само треба да се спремаат тие активности, грантови доделуваат, така да од странство имаме од Европската асоциација на пулмонална хипертензија имаме поддршка. Какви се искуствата, дали имате веќе првична некаква соработка со слични здруженија во регионот? Да, со сите балкански земји се комуницира, се контактира не само во балканските, и во Европа, и во Америка. Значи, тие се тие што се многу поотворени за такви проблеми, зашто им се многу попознати и многу поработат на проблематиката и навлегуваат малку подлабоко во овие проблематики. Бевме на Европската годишна конференција во Барселона, председателката беше присутна на таа конференција, каде што беа разменети искуствата во секоја земја како стојат работите со оваа болест. Беше пренесено се како е и што е во Македонија, дека не е ни регистрирана, ни лек, па никако нема. Тие се многу со отворени врати, нудат некои програми кои како донатори би можеле да дадат лекови, но тоа не е трајно решение. Тоа е временски ограничено. Што да ви пратат донација за 2 месеца, за 1 година. Проблемот треба да се реши систематски, затоа што третманот е потребен доживотно. Имате ли регистрирано можеби интернет страница како би можеле граѓаните да контактираат со вас? Има веб страница, може да АПХ Момент Плюс, може да ја отворат, на Facebook страници има исто така, асоциација на пулмонална хипертензија Момент Плюс. Поддршката веројатно доаѓа и од слични здруженија кои што се апсолутно, здруженија од ретки болести, здруженија од областта на здравството во Македонија, надвор од Македонија. Еве сега и во Босна се формира таква асоциација. Па се надеваме едни со други кога си помагаме дека многу полесно и ако не повеќе психолошки понеболно ќе биде. Институционалниот дел си е за себе, посебен да се тоа дојде до лекарствата, но афирмацијата и подигањето на свест се едни од клучните моменти што сакаме да ги пласираме на јавноста и на докторската фела. Споредбата на состојбата со заболувањето во земите од регионот, па и во Европа, што говори? Какви се статистичките податоци во делот на бројот на луѓето? Податоците говорат дека пред официјално да биде регистрирана болеста во околните држави, бројот бил многу мал. Но од кога се регистрира болеста, од кога диагностичката постапка влегува во процедура во институциите, бројот за 1 година драстично се зголемува. Не се зголемува од тоа што почнале се разболуваат луѓето од оваа болест. Туку, поради тоа што веќе е достапно диагностицирање на оваа болест. Се плашиме ние дека ако се биде како што треба, нема да бидат само 5 пациенти во Македонија. Ќе излезат многу повеќе кои не знаат, не се свесни, не се информирани дека постои оваа болест. Дај Боже да нема, но статистичките податоци во другите земји го покажуваат ова. Дека кога ќе се регистрира, бројот
А овие заболени за една година драстично порастува на хартија, но реално постоеле тие. Не биле диагностицирани, не биле евидентирани. Значи ли бидејќи тие порано ги откриле симптомите, односно диагностицирале болеста, дека и подобро се организирани, па е намален бројот и на трагични случаи? А нема стриктна превентива. Значи за оваа болест битно е раната детекција, диагностика, за да може навремено да се постави третманот, соодветниот третман. Зошто и оваа болест има и повеќе стадиуми. Како и секоја болест има стадиум. Доколку се дојде до најтешкиот стадиум, бара трансплантација на бели дробови и срце. Поблагите варијанти поминуваат со овој лек, силденафилот или виаграта, кои коштат 500 евра месечно. Но, ако не се истретира или ако не се диагностицира на време и веќе отишла болеста во потешка фаза, тогаш се преземаат третмани со многу потешки лекови, како што се Траклер и ред други кои коштаат 3 до 5.000 евра месечно. Сега тоа веќе е уште еден голем проблем. Значи, битна е раната детекција за да се помине со полесен лек, за да не прогресира болеста и да се спаси нечи живот на крај крајшта. Рековте дека лицата кои што се заболени од оваа болест се третираат како инвалиди. Дали државата на некој начин ги помага во тој дел? Имаат ли некакви ослободувања, субвенции, би рекол? Сега за сега, само како потврди, имаат дека се трајни инвалиди и дека се работонеспособни. Но за инвалидска пензија да се бара, треба да е регистрирана болест. Така малку е тешко и тој административен дел да се помине, затоа што не е регистрирана болест. Тоа е многу голем проблем. А тие се оквалификувани како работонеспособни. Со оглед дека рековте не постои возрастна граница, значи можат од најмала возраст... Да, со вродена срцева мана може да, како секундарна болест, да се јави пулмоналната хипертензија. И сега во оној дел на лекувањето, веројатно има и некои нус појави, нус ефекти, би рекол, во делот на лекарствата што ги примаат. Значи ли тоа дека ако навремено се диагностицира болеста, дека лекарствата што се примаат ќе бидат во помала доза, во помала количини, поевтино? Па тоа сега лекарите ќе треба да си го кажат, постои протоколи за третманот, од која доза да се почне, па како понатаму за месец, два, тоа апсолутно е област на лекарите. Но ако на време не се третира, можно е да и овој лек не реагира, ќе треба се оди на друг, а тој веќе рековме колку чини од 3 до 5.000 евра месечно. И за крај уште еднаш да подсетиме за оние што можеби подоцна се вклучи во разговорот, да кажеме дека разговараме за здружение за асоциација за пациенти со пулмонална хипертензија или народски кажано белодробен зголемен крвен притисок. Вашето седиште е во Гевгелија, меѓутоа не значи дека не делувате на територијата на државата. Територија на цела Македонија, значи само еден пациент од Гевгелија и седиштето не е таму, имаме пациенти од Скопје, од Битола, од Велес. Јас благодарам за разговорот, посакувам успех на асоциацијата и доколку имате потреба повторно да информираме за граѓаните. На вас.